Во ова издание затоплување на односите, председателот на Бурма денеска гостин во Белата куќа. Критичарите велат прерано е. Вашингтон не делава, продолжува истрагата за владините скандали. Се бараат високи кадри, популарната лотарија за зелена карта пред укинување. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски јазик, со вас во наредните 10 минути ќе биде Јулија Велковска. Председателот на Бурма Тейн Сейн ќе биде првиот лидер на државата кој ги посетил се последниве половина век. Некои организации за човекови права и политичари ја критикуваат средбата со председателот Обама како избрзана поради насилството против муслиманите во Бурма и натамошните кршења на човековите права. Официјални лица најавуваат дека на средбата би требало да се постигнат договори што би резултирале во јакнење на трговската размена, стандардите на работниците и инвестициите. Председателот Сейн вчера на трибина во Гласот на Америка кажа дека етничкото насилство против муслиманското малцинство во Западна Бурма представува кривично дело, а не борба за граѓански права, и дека и демонстрантите и полицијата мора да имаат на ум својата одговорност додека се развива демократијата. Државниот секретар Џон Кери замина на турнеја по Блискиот Исток во време кога траат напорите за организирање на мировна конференција за Сирија. Во Јордан, шефот на американската дипломатија ќе се сретне со така наречените пријатели на Сирија, земји која поддржуваат опозицијата во оваа земја. САД и Русија предлагаат конференцијата да се одржи наредниот месец. Торнада синоќа пустошаа низ средозападниот дел на САД. Животот го загуби едно лице, а беа уништени стотици домови. Силното невреме ги зафати Ајова, Канзас и Оклахома. Научно-фантастичната драма Star Trek Into Darkness викендов најгледан филм според бројот на продадени влезници. Заработи преку $70 милиони. NBA плейоф. Синоќа Сан Антонио понадмочен од Мемфис со 105-83 поведе со 1-0 во финалето на западната конференција. А од настаните што го окупираат вниманието на официјален Вашингтон не делава. Покрај историската посета на бурманскиот председател, во прв план е и натамошната истрага за владините скандали. Прилогот е на Майкл Бауман. Доколку председателот Барак Обама на средбата во Белата куќа изврши притисок врз бурманскиот колега за поголема транспарентност во владењето, тоа ќе го стори во услови кога самата американска влада е под истрага за несоодветни постапки. Неделава продолжуваат конгресните распити за неколкуте скандали што ја потресоа администрацијата на Обама. Минатата недела оставка даде првиот човек на даночната управа, Стивен Милер, откако беше утврдено дека владината организација посебно целела на конзервативни политички групации. Сакам да се извинам во име на даночната управа за грешките и лошата услуга. Погодените групации американската јавност заслужуваат подоброто. Законодавците, како републиканецот Кевин Брейди, бараат одговор што точно се случило во даночната управа и дали за нејзините постапки знаела владата на Обама. Дали ова се уште е Америка? Дали владата е толку опиена од власта така што со сета сила би се нафрлила, би го малтретирала и би му се заканувала на обичниот американец, кој само сака да му се чуе гласот? Во Белата куќа подвекуваат даночната управа е политички независна агенција. Председателот Обама вели и тој е огорчен поради скандалот. Нема оправдание и американците со право се лутат поради ова. И јас сум лут. Нема да толерирам вакво однесување во ниту една владина агенција. Подоцна неделава Обама планира да проговори и за американските контртерористички активности, меѓу и за одамна даденото владино ветување дека ќе го затвори притворниот центар Гвантанамо. Популарната лотарија за зелена карта можеби ќе биде укината ако Конгресот ја усвои предложената имиграциона реформа. Брајан Паден јавува дека сега предност за американскиот сон добива високостручниот кадар. Пред 2 години Рафик Ул Ислам добил иселеничка виза преку лотаријата за зелена карта. Дошол од Бангладеш со само малку повеќе од облеката на себе и сон за подобар живот. Се пријавив и дојдов во Америка. Сакав да си ја променам среќата. Ако успеам, ќе можам да го поддржувам семејството. Затоа се пријавив.
Идејата за лотаријата е на починатиот сенатор Едвард Кенеди, кој во 1990-тите сакаше да им даде можност на европските и други држави со ниски имиграциони квоти. Лотаријата, официјално позната како виза за разновидност, е релативно мал проект, со 50.000 визи, споредено со повеќе од 1 милион зелени карти годишно, колку што се даваат по разни други основи. Добитниците, како Раф и Кул Ислам, мора да минат безбедносна проверка и за да се квалификуваат потребно е само завршено средно училиште или работно искуство. Според адвокатот за имиграциони прашања Раджив Кана, оваа виза ја символизираше сршта на американските вредности. Но според предложената имиграциона реформа во Конгресот, зелената карта е пред укинување. Наместо тоа ќе се прошират можностите за професионалци како Бушан Парек, кој има дипломи по наука, технологија, инженерство и математика. Неговата работна виза, H1B, е спонзорирана од една голема американска компанија. Because I had done the engineering in India, the 4-year degree. Имам завршено факултет за инженерство во Индија и едногодишно работно искуство. Им се допаднав и затоа што ги имам менаџерските способности што им се потребни. Некои законодавци се против елиминирањето на зелената карта со аргумент дека САД треба да им дадат можност на најсиромашните и на оние кои немаат многу шанси во животот. Но во вакви тешки економски времиња, коментира адвокатот Раджив Кана, праведноста повеќе не е приоритет. Разновидноста повеќе не е доблесна што се бара во предложената реформа на имиграциониот систем. Наместо тоа од имигрантите бараме. Што може да сторите за нас? Кана додава дека додека американските бизниси лобираат за повеќе професионални визи, сиромашните од земјите во развој немаат такви моќни спонзори. Професијата медицинска сестра во САД се најде затекната меѓу слабата економија и бранот дипломирани во оваа област. Иако со години дефицитарен кадар, медицинските сестри денес мака мачат да најдат работа. Прилогот е на Джим Рендол. I've applied for 35 different jobs and Се пријавив за 35 различни работни места и покрај тоа што имам висок просек од факултетот, не добив ниту едно. Загрижена сум. Студентката Александра Бајаншарп од Универзитетот на Мериленд ја завршува магистратурата по здравствена нега. Како и сите дипломирани студенти од оваа област има проблем да најде работа. Медицинските сестри со диплома по 2 години студирање се пред уште поголем предизвик да се вработат од оние со завршени 4-годишни студии. Стручњаците анализираат дека има се помалку работни места за овој кадар затоа што медицинските сестри во 50-тите и 60-тите години од животот не заминуваат во пензија, бидејќи се обидуваат да ги надоместат за штедите кои ги загубија за време на финансиската криза или пак да ги покријат трошоците на сопружникот кој загубил работата. Училиштата за медицински сестри забележаа скок во пријавите изминативе години. Причините за тоа што бејби бум генерацијата, народени во Втората светска војна, се подготвуваше за пензионирање. Стотици илјади медицински сестри од оваа генерација се подготвуваат да ги напуштат работните места, а истовремено на луѓето од оваа изразито бројна генерација со старењето ќе им биде потребна поголема здравствена нега. Згора на тоа, промените во Законот за здравствена заштита овозможија здравствено осигурување и нега за милиони американци, кои тоа дотогаш не може да си го дозволат, па побарувачката за медицински сестри автоматски ќе растеше уште повеќе. Стручњаците сметаат дека сепак со постепеното подобрување на економската слика, голем број од постарите медицински сестри конечно ќе заминат во пензија и ќе им остават простор на помладите. Утре во Newsflash се сеќавате ли на Skylab? Поуките на астронаутите од првата американска вселенска лабораторија за идните мисии. Гледате во наредниот Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, и јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. Дружете се со нас и по емисијата, побарајте на интернет на glasnaamerika.com. Пријатно вечер.
Sirhan Bishara Sirhan,